Во новата епизода на Шорткат ќе гледате: загадувањето на воздухот е високо, носете заштитни маски и почитувајте ги препораките на властите. Младинскиот културен центар прослави 50 години од неговото основање. Ги избравме главните прилози на теми кои ја одбележаат 2022-та. Здраво на сите, јас сум Гоше и денеска ќе ве водам низ последната епизода на Шорткат за годинава. И во предновогодишната емисија ви носиме интересни вести, но и правиме рекапитулација на некои од најзначајните теми за кои известувавме изминатава 2022 година. Останете со нас, почнуваме веднаш. Ја почнуваме емисијата со можеби најнеомилената тема за време на празниците, а тоа е високото загадување на воздухот. Скопје неколку дена поред изминатава недела се наоѓаше постојано меѓу 10 градови во светот со најзагаден воздух, при што квалитетот на воздухот беше категоризиран како нездрав и опасен за луѓето. Министерството за животна средина и просторно планирање во саботата за прв пат зимава објави дека прагот на алармирање поради екстремно високите концентрации на PM10 честички е надминат и тоа во Скопје, Кичево, Кавадарци и Струмица. А овој праг за среднодневното присуство на PM10 честички од над 150 микрограми на метар кубен во неделата беше надминат и во Гостивар. Лошиот квалитет на воздухот е известно дека ќе се појавува и за време на претстојните новогодишни и божикни празници, па поради тоа во деновите со високо загадување на воздухот следете ги препораките на надлежните власти. Избегнувајте активности на отворено, носете маски кога сте надвор и не ги отворајте прозорците и вратите за да не внесувате загаден воздух во внатрешните простории. Продолжуваме со поведра тема за Младинскиот културен центар и одбележувањето на 50 годишнината од неговото основање во далечната 1972 година. Вчерашниот ден во МКЦ мина со голем број на активности кои го круниса одбележувањето на 5-деценискиот јубилеј. Предпладневните часови беа резервирани за најмладите со завршната изложба на Детскиот креативен центар на МКЦ. Театарска представа за деца со сенки и детски работилници, додека целодневно во МКЦ имаше проекции на филмови по избор на филмските фестивали кои се одржувале во Младинскиот културен центар. Планетариумот цел ден вчера работеше со бесплатни отворени предавања за посетителите, додека во вечерната програма беа вклучени промоцијата на книгата Неправилен ритам, поетски настан и битката на недоискажаните зборови на поетите против раперите. МКЦ вчера вечер го исцрта во живо млади македонски уметници, а свој ликовен перформанс одржа и Мирослав Масин. Заедно со двете ретроспективни изложби до доцна во ноќта свирија и 6 македонски бенда. Домот на млади 25 мај бил основан на 28 декември 1972 година и веќе 50 години е средиште на прогресивните творечки сили на младите и почетна точка од создавањето на многу признати и познати фестивали во земјава. Честит роден ден МКЦ! Како што ветивме во најавата на Шорткат, за денешната новогодишна емисија подготвивме кратка рекапитулација на главните теми за кои известувавме годинава. Изминатава година имавме подготвено 48 епизоди и преку 500 минути снимен материјал од сите наши колеги. Изборот не беше лесен, но се одлучивме првенствено за темите за кои што постигнавме импакт во изминатава 2022, но и за кои има уште многу работа и во новата 2023 година. Во годината што изминува секој четврток во 19 часот бевме со вас. Ви прикажавме стотици минути снимен материјал на теми кои се исклучително важни за животот на младите. Направивме репортажа од напуштена фабрика во Чешка која сега е уметнички центар, а ја посетивме и најстарата банка за храна во Португалија. Исто така бевме и во ранчот за хипотерапија Countryside, но и во фабриката Југохром во тетовското село Јегуновце, во чија близина демне опасноста од канцерогениот 6-валентен хром. За Јегуновци, иако властите прифатија да одвојат пари за изработка на студија за решавање на овој проблем, се уште чекаме да се исчисти оваа депонија. Во текот на годината во повеќе наврати подсетивме и на штетното влијание на илјадниците тони токсичен линдан во Скопје. Иако привршува чистењето на малата депонија со линдан, има уште многу работа со големата депонија и со дивата депонија на линдан во Драчево. Таму, по нашите објави, за прв пат се испитува загаденоста на почвата. Покрај депонијата со линдан, ја снимивме и огромната депонија со згура во Велес,
како и депонијата со отпаден гипс за кој има сомневања дека е радиоактивен. По нашата посета на депонијата на лице место излезе и Државниот инспекторат за животна средина. Секако во неколку наврати ги посетивме и дивите депонии во Скопје. Иако дел од нив беа исчистени, тоа траеше кратко и има уште многу работа за доведување во ред на расфрланиот отпад. Градските власти во Скопје треба уште многу да работат на подобрување на јавниот превоз во градот, кој, како што веќе објавивме во шорткат годинава, е целосно непривлечен за младите. И тоа не е се. Пред речиси една година објавивме интервју со двократниот светски шампион во модерен балет од Гостивар, Анди Исмаили. Во меѓувреме Анди стана вистинска звезда во земјата. Исто така објавивме историја за математичкиот гений од Шуто Оризари или Морина. По нашата објава Или беше гостин и на председателот Стево Пендаровски и на министерот за образование Јетон Шакири, а тој доби и стипендија од Меѓународен универзитет. Објавивме сторија и за жртвите на семејно насилство во Полошкиот регион, кои немаа свое засолниште. Кратко по нашата објава, Полошкиот регион конечно доби центар за жени жртви на семејно насилство. Оваа година особено внимание посветивме на лицата со посебни потреби, а објавивме и посебна сторија за Никола Стојановски, средношколец од Скопје кој пати од Даунов синдром и не може да обезбеди образовен асистент. Главниот проблем е неусвојувањето на Законот за средно образование, со кој се предвидени образовни асистенти за средношколците. По нашата објава најавен е нов закон за средно образование, а со буџетот за следната година предвидени се и дополнителни средства за инклузија на лицата со попреченост. Редовно ги следевме и проблемите на студентите. На повеќе наврати тема ни беше студентскиот оброк, како и стипендиите на студентите. Снимивме интервјуа и со Ева Цветковска, поранешната председателка на студентското собрание на УКИМ, како и со новиот председател Славчо Темелковски. На последните студентски протести, токму исплатата на студентскиот оброк и изедначувањето на стипендиите беа едни од главните барања на студентите. Двете барања им беа исполнети. Следната 2023 година, екипата на Шорткат ќе продолжи со уште поголем ентузијазам и посветеност да работи на разоткривање на проблемите, чие решение значи подобар живот за младите. А кога сме кај новата година, не смееме да ја заборавиме и традиционалната дедомразовска трка која што се одржа во неделата во главниот град. Стотици учесници во дедомразовски костуми трчаа 2 километра низ Скопје, а покрај возрастни лица на трката учествуваа и деца со своите родители. Трката со дедомразовци привлече бројни големи и мали посетители кои се радуваа на предновогодишната атмосфера. Дедомразовската трка е во организација на Сдруженијето за спорт и рекреација Прв до врв. За крајот на емисијата се одлучивме да ве однесеме во малку потопли краишта. Низ светот има стотици иновативни начини како да се прослави новогодишната ноќ. Една од нив е уникатна и ќе се одржи и годинава во градчето Панама во американската сојузна држава Флорида. Ова место е познато по долгите песочни плажи и топлото време, но за новогодишната ноќ веќе традиционално се организира оригинален дочек на плажа. Жителите на градот ја прославуваат новогодишната ноќ со многу музика и со 10.000 надувани балони кои се испуштаат од воздух. На полноќ се одбројуваат последните секунди од старата година и традиционално од кулата во Панама Сити Бич се спушта огромната топка со диаметар од 10 метри, пошто следи голем огномет. Дојдовме до крајот и на последната епизода од Шорткат во 2022 година. Би сакале да ви информираме дека следната епизода на нашата емисија ќе се емитува на 12 јануари во новата 2023. За време на празничните денови не заборавајте да не следите на нашите профили на Instagram и TikTok и на сајтот meta.mk преку рубриката CTRLZ. Ви посакуваме најубаво да си ја поминете новогодишната ноќ што е пред нас, а во новата година нека ве следат незаборавни позитивни моменти во вашите животи. Многу среќа, љубов и здравје во новата година. Се гледаме во 2023. Чао, чао!